премудрост, простом да го изслушаме светото Евангелие. Мир на сите. И духови Твоему. И се чита од Свето Евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во на време поучуваше Исус во една од синагогите во сабота. И ете една жена имаше слаб дух 18 години. Беше згрчена и не можеше да се исправи. Штом ја виде Исус, ја повика и рече: Жено, се ослободуваш од болеста своја. И ги стави рацете своји врз неа, и таа веднаш стана и го славеше Бога. А старешината на синагогата, негодувајќи што Исус ја излечи во сабота, одговори и му рече на народот: Има 6 дена во кои треба да се работи. Тогаш доаѓајте и лекувајте се, а не во саботен ден. Но Господ му одговори и рече: Лицемере, не го одврзува ли секој од вас својот вол, или магаре од јаслите во сабота и не го водили да го напои? А оваа ќерка Авраамова, што ја врзла сатаната ебе веќе 18 години, не требаше ли да се ослободи од тие врски во саботен ден? И кога го зборуваше ова, сите што беа против него се засрамија, а целиот народ се радуваше за сите славни дела извршени од него. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Отец благослови. Господ. Дали законите смеат да се во функција на уништување на човекот? Христос Господ во Евангелието го сретнуваме во различни ситуации. И од тие ситуации би требало да излекуваме некаква поука. Мислам дека и конкретнава случка со фарисеите и со болната жена може тоа да ни го појасни. Имено не можеме да не забележиме дека Христос намерно во сабота ја исцели жената. И со тоа сакаше да покаже дека законот не е за да го уништи човекот. Слушавме фарисеите што велеа: саботата е празник и не смеете да работите во сабота, а вие доаѓате да се лекувате. Не може неговата формалност, неговиот формализам да раздели што е работа, што е лекување. Работата се ограничувала за да нема човек можност да греши во празничен ден, а не да не прави добро. Или ако има потреба некаква да ја најде од Бога или од луѓето. Било Божи закон, било човечки закон, е создаден за да му помогне на човекот да стане подобар. Таа му е намената и смислата зашто законите постојат. И законот е само една рамка која што го ограничува однесувањето на човекот. Додека смислата негова е многу поголема. Затоа Христос преку ова разумно дејствување покажа дека ум кој што е исполнет со љубов ќе знае да разграничи што е добро, што е лошо. Кога може законот и навидом да се прекрши, а да биде во полза на човекот и во таа мера и да се исполни комплетно. Така и ниту законите може да ги опфатат луѓето и да ги ограничат, како што не може, например, ни Светото Писмо преку законите да го ограничи Бога, кој е Он и каков е Он. Зашто Бог е над Светото Писмо, како што и човекот е над законот. Дали Евангелието има извршено влијание врз модерните закони и моралните пароли? Може би во последно време не се користи толку Евангелието како четиво кое што ќе ни биде секојдневие во животот. Меѓутоа во минатите векови тоа било и односно тема на дискусија дури на базарите, дури на плоштадите. Така изникнувале и ереси, затоа што секој сметал дека може да дискутира и дебатира
дури и за тајните на Света Троица, односно за догматски теми. Вие ако погледнете некој холивудски филм, ќе видите дека се уште они употребуваат најнормално цитати од Свето писмо, без разлика како филм е тоа. А така, ниеден човек не е имун на тоа што ќе види или што ќе слушне нешто да не изврши врз него влијание. Секако дека има влијание. А Евангелието имало и влијание врз модерниот човек. И законите, и паролите, така натаму. Па во таа смисла, само ќе оделиме дел кој што се некако совпаѓа со денешниот настан, а тоа можеме да кажеме дека толеранцијата која што толку се промовира денеска, може да се каже дека е инспирирана од ваков начин на действување на Господа Бога кон човекот. Затоа што толеранција представува сложување, почитување помеѓу два човека, иако законот на нивната логика не се совпаѓа. Значи, сепак човекот треба да е на прво место. Во таа смисла, да, секако дека Христос Господ, Создателот, кој што ги даде законите, совршени, се имплементирани, секако некомплетно во денешново секуларно општество. Но не смееме да заборавиме дека законот кој што е даден после Христа во Евангелието е над сите други закони. Затоа што тој закон односно закон на љубов се протега дури и над непријателите. Што Христос ни рече дури и непријателите да ги љубиме. Се случува ли, почитувајќи правило, да не испочитуваме човек? За да одговорам на ова прашање, ќе наведам неколку примери во кои што сите ние или сме биле сведоци, или сме биле директни учесници во тие настани. Еднаш кога бев на матичен лекар и кога чекав ред, дојде една жена која што требаше подхитно да оди на диализа, а само упати требаше од матичниот лекар. Проблем представуваше да се пушти таа преку ред. Иако 4 дена од неделата таа по 3 сата 4 поминува на диализа, додека ние седиме и се одмараме. Исто погазување на човечкото достоинство во име на правдата, и ако тргнете на пешак, буквално да го прегазите само заради тоа што не поминува на пешачки. Да истепате дете, да го понижите, наводно за да стане подобро. Треба да се замислиме дали ние би го сакале истиот тој третман кон нас, да некој да го прави. Ние треба да функционираме по принцип љубовта секогаш да остане, да земе место во личните односи со луѓето, во односите со ближните. Зашто ближен е оној кој што е пред нас, до нас, тој не е најблизок и тој е најближен наш во тој момент. И треба љубовта да се практицира за таа и да остане. Живееме не само сега, него и времето што било пред нас, е време на градење на пирамиди, на монументи, односно зданија кои што се изградени на штета на човекот, без љубов. Зашто така било поедноставно. Да направиме нешто, да утврдиме нешто врз човекот. И тогаш кога ќе се гради нешто или некој закон ќе се проведува на сметка на човечкото достоинство и човечкиот живот, тоа веќе нешто представува идолопоклонство, а не исполнување на смислата на закон. И тогаш ја промашуваме целта. Амин.